Беше тоа на 10 март 1872 година, кога е роден Христо Матов, професор, револуционер и еден од идеолозите на Македонската револуционерна организација. Бил член на Централниот комитет и задграничното председателство на организацијата, а по Илинденското востание е главен идеолог на конзервативната струја и водач на десницата во организацијата. Почина на 10 февруари 1922 година. На 10 март 1878 година во селото Мачуково, Гевгелиско, е роден Леонид Јанков, македонски револуционер и војвода. Песната Трба, трби Гевгелиска е посветена на овој 27 годишен војвода. На 2 септември 1905 година, во борба против турската војска, откако го уби турскиот Јузубашија, со последниот куршум се самоуби. Беше тоа на 10 март 1923 година, кога биле стрелани во местноста Визбегово кај Скопје од страна на српската власт, македонскиот војвода Арсо Јовев Локвички од село Локвица Кичевско и неговиот другар Петар Ацев од село Теово Велешко. Арсо Јовев учествувал во Илинденското востание во четата на војводата Јордан Пиперката. По востанието бил назначен за војвода во поречието каде водел жестоки борби со четите на српската пропаганда. Смртта на Арсо Локвички заедно со онаа на Љубомир Весов и Илија Дигалов е најголемата загуба на ВМРО во Западна Македонија до 1924 година. На 10 март 1943 година 98% од вкупното еврејско население од Македонија, кое броело 7148 евреи, најмногу од Скопје, Битол и Штип, биле уапсени од бугарските власти и затворени во Скопскиот монопол. Со товарни вагони биле депортирани во концентрациониот логор Треблинка во Полска, каде сите биле убиени. Беше тоа на 10 март 1965 година, кога во Скопје умре Стале Попов, македонски писател. Богословија заврши во Битола, а теолошки факултет во Белград. Немаше постојана професија. Беше селски чувар, тутунски работник во Прилепскиот монопол, службеник во Собранието во Белград, председател на Околискиот народен одбор во Прилеп, управник на шумска дирекција и професор по македонски јазик. Литературната афирмација ја започна по ослободувањето на земјата. Во 1953 година го објави романот Крпен живот, а потоа и романите Толе Паша, Кале Шангја и Дилбер Стана. Исто така, познати се неговите повести Опасна печалба и Маријовски панеѓур, роден во селото Мелница, Маријовско, на 25 мај 1902 година. На 10 март 1985 година во Битола умре Ацо Стефановски, доајен на Народниот театар во Битола и пионер на македонската театарска и филмска уметност. Роден е во Битола на 10 декември 1922 година. Беше тоа на 10 март 1992 година, кога наместо поимот милиција, што се користеше во Република Македонија за припадниците на Министерството за внатрешни работи, почна да се употребува поимот полиција.